Мандатите на 120 народни избраници ќе бидат верифицирани до почетокот на новата 2017 година. Собраниските служби се подготвуваат за одржувањето на конститутивната седница на 9-тиот парламентарен состав, која не е исклучено да се одржи и во сабота на 31 декември. Утре по врачувањето на уверенијата во ДИК ќе биде соопштено кога 62-та нови и 58-те пратеници кои беа дел и од минатиот состав и официјално ќе седнат во своите столчиња во Собраниската сала Македонија. Седницата според најавите ќе ја свика председателот на Собранието во заминување Трајко Велјановски, кој ќе председава со неа според последните измени во Деловникот за работа на парламентот, како што стои во членот 9 од Деловникот за работа на Собранието. Пратеникот кој ја свикал првата седница председава со Собраниската седница, додека новоизбраниот председател или еден од подпредседателите не ја преземе должноста. Конститутивната седница, доколку не ја свика Велјановски, 21 ден, може да ја свика и со неа да председава најстариот пратеник од новиот состав. Председавачот со првата седница назначува двајца од избраните пратеници кои по потреба го заменуваат во председавањето со седницата, а потоа со прозивка на избраните пратеници го утврдува бројот на присутните избрани пратеници. Собранието може да се конституира ако на седницата присуствуваат мнозинство на избраните пратеници, а откако ќе се утврди кворумот се избираат председател и членови на верификационата комисија на Собранието, кои ќе ги верифицираат мандатите. Собранието од редот на пратениците избира председател и подпредседатели на Собранието. Новиот собраниски состав ќе има 62 нови и 58 пратеници од минатиот состав, а некои од нив биле народни избраници и во други состави. Од 120 пратеници 38 се жени. Составот на парламентот и оваа бројка на застапеност на жените би можела да се промени по формирањето на влада, доколку некои од пратениците бидат избрани на функција во извршната власт или пак не го прифатат мандатот од одредени причини. Мандати освоја коалициите предводени од ВБН, ДПМН и СДСМ, ДУИ, ДПА, БЕСА и Алијанса на албанците.